Меѓународен ден на студентите. Утрово имам задоволство да разговарам со една од најдобрите студентки на економскиот факултет во Скопје, Моника Митраска. Моника, добро утро, како сте утрово? Добро утро и на вас. Супер, ви благодарам многу на поканата. Ајде ќе започнеме со она што значи квалитет на високо образование. Дали е најважен тој за студентите во нашата држава и општо за секој студент? Да, според мене квалитетот на високото образование е еден од најважните делови кои треба да ги има во една држава. Можам да кажам дека квалитетот се состои од повеќе работи, тоа е комплексно за истражување колку на вистина имаме квалитет. Но јас сметам дека доволно имаме ние квалитет во нашата држава и дека може многу, тука има простор за многу напредок. Под квалитет, кога ќе кажам, подразбирам да има современ стручен кадар, програмите кои ги учиме да се на вистинско ниво кои што треба да бидат, и исто така професорите и целата академска заедница да биде на навистина задоволително ниво за ние да можеме да навистина да мислиме дека има квалитетно образование. Тоа значи дека имаме квалитетно образование затоа што имаме, се разбира, квалитетни млади луѓе. Да, мое мислење е дека во нашата држава има квалитетно образование, нормално, има простор за многу работа понатаму, но засега, како што кажав, јас сум студент на економскиот факултет и можам да потврдам дека професорите и кадарот кој работи таму се навистина посветени и сакаат да ни дадат, имаат искрена желба да го пренесат нивното знаење на нас, што според мене тоа навистина прави да ние да се чувствуваме дека студираме во едно квалитетно општество и секако во квалитетни институции. На кој начин ќе се одбележи денешниот меѓународен ден на студентите? Да. Денешниот меѓународен ден на студентите вообичаено го одбележуваме со различни настани, како што се панел дискусии со професори и кадар од академската заедница. Исто така тука се вклучени студенти кои може да си го кажат отворено своето мислење. Ние се стремиме кон поголема отвореност и искреност на студентите. И јас навистина во духот на овој празник денешен им посакувам на студентите да што повеќе да се вклучуваат во активности и настани кои може да придонесат кон подобра заедница, затоа што сепак ние студентите сме тие кои во иднина би воделе оваа држава. И искрено мислам дека треба повеќе да се вклучуваат во вакви студентски организации. Студентските денови се посебни за секој од нас, се дел од нашиот живот подолг или помал период. Вие сте веќе 5-та година на економскиот факултет. Што значи денеска да се биде студент и дали тоа значи дека тука се гледате во иднина, дали ќе останете во нашата држава? Да се биде студент е, според мене, едно од најважните работи во животот. Тука преминуваме од една, да кажам, средно детска фаза кон фаза на возрастен, каде што созреваме, учиме како критички да размислуваме, работиме на себе повеќе за да може утре да бидеме како идни академски граѓани, да се однесуваме соодветно, да имаме вистински вредности кои треба да ги има еден млад човек. Јас лично се стремам кон тоа и заради тоа сум останата моментално 5-та година, како што кажавте, на магистерски студии на економскиот факултет во Скопје. Да, јас сметам дека во нашата држава има добри до, да кажам, одлични услови за работа. Сега тука понекогаш проблемот е и во, проблемот студентите понекогаш не се спремни директно да почнат со работа после студии и мислам дека треба малку да и ние како студенти да го разбереме повеќе светот на работата и да може да меѓусебно да се разбереме и заради тоа мислам дека треба и ние да се да можеме соодветно да ги разбереме работните позиции, работните места и нормално, моментално има многу можности за младите, како што се пракси, клубови, студентски организации и секој студент е добре дојден во тие организации
за да може да направиме нешто повеќе за нашата држава. Моника, благодарам многу на одвоеното време. Навистина чест да се разговара со вака млада, амбициозна девојка која што знае што сега од својот живот и се разбира, остануваме ќе следиме вашата работа и повторно ќе бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам многу.